Во овие моменти во седиштето на Алтернатива во Скопје заседава коалицијата Вреди. Состанокот доаѓа непосредно откако Алијанса на Таравари синоќа одлучи да остане во Вреди, но на локалните избори ќе оди со посебни советнички листи. Состанокот го следи Јана Јосифовска. Јана, Вреди одлучува што понатаму. Кој се пристигна на средбата и кои се последните информации? Така е, Тања, лидерската тројка, Касами, Меджити и Ибраим и секако и други високи представници кои што имаат и владени функции, меѓутоа и високи коалициски функции пристигнаа тука во седиштето на Алтернатива. Вчерашната одлука на Арбен Таравари и неговото крило од Алијанса за албанците може да се каже дека ги размрда неговите коалициски партнери. Пристигнаа речиси сите, минус Таравари, тој не е присутен тука, очекувано, одлучуваат како понатаму по неговата одлука сам, односно Алијанса за албанците, неговата партија, да оди сама на локалните избори со советнички листи. Вчера од кај Таравари ја донесоа оваа одлука, а денеска го чекаме исходот како ќе му пресудат останатите коалициски партнери. Ако си имаат во предвид сите на согласување и превирања за кои што сведочиме изминативе 2 до 3 недели. Пред влезот не беа многу расположени лидерите да коментираат. Изет Меджити кратко за новинарите кажа дека сите опции се на маса. Прашан дали денеска може да очекуваме да биде исклучен Таравари од коалицијата, повтори дека ќе се разговара за се. Изјави дадоа и други челници, на почеток да ги слушнаме. Што ќе разговарате на состанокот сега? Мислам дека си да знаем. Ќе се носи ли одлука за исклучување на Таравари од коалицијата? Да разговараме и ќе ве известиме. Ама ќе биде тоа на маса? Мислам се е на маса. Видиме што е на дневен ред, после ќе ве известиме. Дали е можно исклучување на Таравари од коалицијата денес? Ќе видиме, заеднички ќе одлучиме. Да, и речиси ист беше ставот тука пред влегување и на Билјал Касамија, Зекирија Ибраими веќе беше внатре, така што ќе почекаме да ги чуеме ставовите секако по средбата. Инаку денеска и министерот за здравство и лидер на Алијанса за албанците Арбен Таравари фактички прашан од новинарите го потврди истото што вчера го кажа, односно сумирано тој ако одлучија да настапуваат самостојно со советнички листи, кажа дека се уште останува отворено прашањето како ќе настапуваат со градоначалниците, односно дека постои можност за соработка со Вреди, дека тој сака да остане во Вреди, се уште како што рече, но и дека не планира да излезе од владината коалиција. Прашан за можна соработка и повторно обединување со крилото од Зијадин Села, кажа дека сите се добре дојдени и остави отворена врата за соработка. Ја слушаме изјавата на Таравари. Овој мој став е од минатата година, од август, дека инсистирам да одиме со листи. Мислам дека што повеќе кандидати има во советничките листи, толку подобро и за граѓанинот да има повеќе избор. Тоа е веќе дефинитивен став, ние одиме со листи. За градоначалници повторно сме отворени пред се со Влен да зборуваме. Ние сме дел од Влен се уште. Ако има реакции, нормално ќе видиме и ние како понатаму ќе продолжиме. Јас кажав, значи, веќе 90% од партијата се тука, 10% сте останати. Пред 10 дена дојде градоначалникот на Врапчиште, кој што беше во другата страна, ни се припои. Ја кажав дека нашата куќа и нашата фамилија е голема, за сите вратите се отворени, така да кој сака нека повели е добро дојде. Да, Таравари не планира, барем како што изјави, да излезат од владата и кажа дека таму има повеќе партии, дека Алијанса останува дел од владината коалиција. Меѓутоа, ќе видиме денес каква ќе биде финалната одлука. Сигурно ќе има некакви реперкусии врз коалициското функционирање. Како ќе пресечат останатите негови коалициски партнери, ќе видиме со оглед на тоа што остри тонови беа разменети изминатиот период, особено и од Меджити и од Касами, беа упатени пораки до Таравари да се одлучи како ќе настапи и со кого ќе преговара, бидејќи народски кажано не може да седи на две столчиња. Го чекаме исходот, ќе повторам уште еднаш, речиси 1 час и повеќе трае средбата. Секако целосен извештај најавувам за вестите во 18.